И покрај многобројните апели и превенции на лекарите за соодветен однос со сонцето кои секојдневно се упатуваат кон граѓаните, по се изгледа на немилите настани летово им нема крај. Вчерашната ненадена смрт на 17-годишниот гостиварец на плажата Градиште видно ги вознемири и охриѓани, гостиварчани, но и гостите од страна. Немилиот настан се случил синоќа околу 20 часот, кога момчето одмарајќи на една од лежалките почнало да се грчи и добило несвести. Присутните, меѓу кои професионални медицински лица, кои баш во тој момент се нашле токму тука, веднаш се стрчале и му ја дале соодветната помош на момчето, но за жал исходот заврши фатално. Колегата Боби Јанковски е човекот кој видел се што се случувало во кобниот момент и човек кој заедно со најблиските му ја овозможиле потребната помош на момчето за да се одржи во живот. Она што се случи тука на плажата Градиште, како што напомнам, во 19 часот и 42 минути, медицинското лице Роза Јанковска повика по мене да и помогнам, бидејќи момчето лежеше на плажата. Започнавме со реанимација, медицинското лице и даваше вештачко дишење. Након 30 секунди пристигна познатиот доктор Сашко Караџозов, на кого и ја препуштив иницијативата. Ми рече да му го држам пулсот и да го информирам каква е состојбата. Во 3 наврати момчето беше загубено, но медицинскиот персонал успеваше да го врати назад се додека не пристигна брзата помош од Охрид. Некаде околу 20 на минути му беше потребно брзата помош да пристигне. Му се поставија неколку инекции, вештачки инфуз, беше понесено во медицинското возило и се упатија за Охрид, но након 30 на минути медицинското лице Роза Јанковска ми информираше телефонски дека момчето веќе починало. Лекарите и понатаму строго се придржуваат на ригорозните совети, како и што треба да користат граѓаните за да не бидат во директен судир со разните сончаници, менингитиси, мозочни и срцеви удари, кои најчесто се предизвикани од судир на висока температура со ладна вода, неправилна исхрана и долготрена изложеност на сонце. Водата мора да се консумира за да се заштитиме од штетно влијание на тие зраци, да се избегнува сончање, односно излегување во периодот од 11 до 17 часот. Тоа посебно важи за посебни групи на луѓе, односно хроничните болни и децата, да се внимава со консумирање на алкохол, особено да се внимава мешање или миксови на алкохолот со енергетски пијалоци или со таблети, односно со седативи, употреба на дроги и слично. Да останат под сенка, да се користат заштитни кремови, да се користат заштитна облека при капење, односно при пливање, постепено влегување во вода, користење на многу течности, избегнување на тешка храна која што може да влијае врз организмот и нормално добра хидратација на телото, хидратација на организмот. Доктор Буџаковска додава дека колапсите се секојдневие, токму поради невнимателноста, поготово кај младите, кои оброците ги заменуваат со чипсови и грисини, а течностите со енергетски пијалаци и алкохол. Голем удел за несакани здравствени последици имаат и прекомерната употреба на цигари и конзумацијата на разноразни хемии за вештачко билдање, кои се вистинска темпирана бомба за сечи организам.